Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Драги гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Гласна надежда. Вие следите емисијата на Радио Гласна надежда која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Верувам дека сте добро. Во Кавадарци 8 на сончев топол ден, некаде околу 8-9 степени е утрово, така да ќе имаме прекрасно време. Верувам дека тоа ќе биде слично и случај кај вас. Ова емисија би сакал да ја започнеме со една убава мисла. Добрите мисли и добрите постапки никогаш не може да дадат лоши резултати. Лошите мисли и лошите постапки никогаш не може да дадат добри резултати. Затоа нека и овој ден нашите мисли бидат позитивни. Секако животот не е послат само со рози, има и проблеми. Има и неволи, има искушенија, има и лоши прогнози, но сепак нека и овој ден нашиот живот биде проткаен со убави работи, да го предадеме животот во раците на Бога. Што и да се случи, какви пречки да дојдат и какви проблеми со Божја помош можат да се решат. Еве, со ова мисла ја отпочнуваме и ова наша денешна утринска програма. Одеме сега со песна и потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Kama kadia
После ова убава песна Талита Куми, еве неповторно во живо во програма Почитувани гледачи. Како што спомнавме, денеска е четврток, 19. мај, 2022 година или 139 ден во годината, уште 226 до крајот на ова календарска година. Ево на почетокот да ги проследиме сервисните информации. Денеска сонцето во Кавадарци изгреа во 5 часот и 10 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 48 минути. Спомнавме веќе температурата некаде 8-9 степени утрово, но според прогнозата ќе имаме денеска сончево со слаб до умерен ветер од северен правец. Поради разведрувањето, утринските температури ќе бидат ниски за овој период од годината. Значи за степен 2 ќе бидат малце пониски, но еве како што овде ја гледам картата на Македонија, ќе имаме значи од крајниот запад од 3 до 16 степени, а во крајниот југоистичниот дел, значи струмичкиот Гевгелискиот, од 9 до 26 степени. Во Теквишијата ќе имаме од 7 до 25 степени. Скопскиот регион од 6 до 24, а Пелагонискиот регион од 6 до 21, а во туристичкото место во Охрид од 6 до 19 степени. Уве зрачењето денеска ќе биде 7. Утре температурата веќе ќе оди понагоре, така да за степен 2 ќе се качи температурата и ќе биде насекаде сончево. Меѓутоа, еве да ви најавам, почитувани гледачи, дека во наредните денови ќе имаме релативно високи температури. Значи за викендот не очекуваат навистина високи температури до 33 степени. Така да уживајте во топлите денови кои ни предстојат. Ќе има повремени, можеби локални дождови, грмежи во некои региони во нашата земја, но сепак ќе биде температурата, значи дневната, од 26 до 33 степени. Што се однесува до другите информации, кога во прашање временската прогноза, уве зрачењето, рековме, ќе биде денеска 7, така да внимавајте, не е уште толку изразено, но сепак треба да се внимава. Имаме југозападен ветер малку, значи 1,3 км на час, притисокот е 1030 милибара, така да еве тука се движи во просек. Воздухот е умерен, загаден, да кажеме, не е толку загаден, но сепак мерната станица во Кавадарци ни покажува дека има тенденција на загадување на воздухот во Тиквишијата, односно овде во Кавадарци. Видливоста е некаде 16,5 километри, така да имаме претежно добра видливост. Влажноста е 75%. Облачноста во Кавадарци е некаде 3%, така да скоро врнежи ќе немаме денеска на територија на Кавадарци, односно во Теквишијата. Автомотосојузот ги дава следни информации дека сообраќајот на државните патишта се одвива по претежно суви коловози. Има едно известување на патниот правец Скопје Блаце, граничниот премин Блаце, поради одрони на патот, сообраќајот се одвива со наизменично пропуштање на возилата. Значи, ето имаме таму застој на патот и затоа се вози по една коловозна лента. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини нема подолго задржување за влез и за излез од нашата држава. Сепак внимателно возење, АМСМ препорачува, значи, прилагодена брзина на движење и почитување на сообраќајните знаци, поготово таму каде што се одвиваат градежни работи на поедини делници во нашата земја. Еве, тие се неколку сервис информации кога е во прашање времето, а рубриката на денешен ден ни кажува дека денеска на 19. мај во минатите години, еве што се случило. 1649 година за прв пат бил употребен називот Комонвелт, со кој Оливер Кромвел ја означила Англиската република. На империјалната конференција во 1926 година бил усвоен називот
Commonwealth nacija, koji od 1931. godina se koristel namjesto naziva Britanska imperija. Znajme deka deneska Novi Zeland, Avstralija se Commonwealth na Anglija. Tamo se vozi isto tako od desnata strana, od levata strana, gima site tije zakoni što se vo Anglija, odnosno v Avstralija, Novi Zeland, bideki nekoga štije bile pod uprava na Anglija i se ušte toj Commonwealth eve od koga poteknova, znači od 1649. godina za prv pad bil upotreben toj naziv Commonwealth namjesto Britanska imperija ili bi rekli okupacija. 1802. godina na denešen den Napoleon Bonaparte vo Francija go vostanovil ordenot na legija na česta za civili i vojni zaslugi. Orden na legija na česta. Denesket ima borci koji dati se borat vo razni zemlji pod nazivot legija na česta. 1861. godina rodena je avstralijskata pejačka Helen Potter Mitchell, poznata kako Nellie Melba, jedna od najgolemite operski soprani na kraju od 19. i početok na 20. vek. So golem uspeh so decenija nastapuvala skoro vo site negolemi operske kuke vo svetu, vključuvajke go i londonski od Covent Garden i njujorškata metropolitna opera. 1906. godine oficijalno bil otvoren tunel od Simplon pod Alpite među Italija i Švajcarija dolg 19,77 km. Ete skoro 20 km tunel pod Alpite koji gi povrzuva Italija i Švajcarija. Na denešen den 1925. godina roden je amerikanski odborec za građanskete prava i na crncite su afrikansko poteklo Malcolm Little, poznat kako Malcolm X. Bale, bil ubijen vo New York vo februari 1965. godina dodeka držal govor pred nasobranite prevrzanici. Interesan podatok, na denešen den 1930. godina belite ženi u Južna Afrika se zdobile su pravo na glas. To se slučilo, znači, vo 1930. godina. Vo 1935. godina vo sobrekanja nesreća zaginal britanski od polkovnik Thomas Edward Lawrence, poznat kako Lawrence od Arabija, arheolog, istraživač, pisatelj i borec. Se istaknel vo borbite na Bliski od istok, vo tekot na prvata svetska vojna. Odem po natamu, vo Štip na denešen den 1910. godina bil roden Ljupčo Arsov, naroden heroj na Jugoslavija od Makedonija. Na denešen den 1965. godina umrela Marija Dombrovska, polska pisateljka, produžovajki gi ne ubavite tradiciji na polski od klasičen realizam, pišuvala romani, prikazni, eseji i drugo. Evo nešto od Makedonija. Na denešen den 1990. godina vo Veles bilo formirano dviženjeto na ekologistite na Makedonija pod kratenkata DEM, koje vo 1993. godina bilo primjeno vo najpoznatite evropski i svetski asocijaciji. Evo još jedan podatok koji ne je taka dobar. Во 2000 година маскирани луѓе упаѓајќи во зградата на собранието на Фиджи ги заробија пратениците и членовите на владата, вклучувајќи го и председателот на владата на таа островска пацифичка земја. Водачот на ударот објавил дека владечката коалиција го дискриминирала автохотното домородно население, едноставно ги препорачувале етничките индуси. Ете некои, значи, внатре национални превирања се случиле во 2000 година. Еве тоа беа овие сервис информации на почетокот, што току ги прочитавме на станите на денешен ден кои се случиле во минатото. Одеме сега повторно со песна.
Istina je дека грешен сум јас. Istina je дека само тој може да го прости гревот мој. Исусе Христе, прости ми, се кајам јас за моите гревови. Во срцето мое дојди ти, од светиот дух сила подари ми. Вистина е дека милостив си, вистина е дека Божи си си, вистина е животот за мене го даде ти, Исусе. Целата слава Боже за тебе, љубовта твоја до небото е, правдата твоја како планина висока. Тебе, Боже, ти припаѓа се. Драги гледачи, продолжуваме со нашата програма во живо. Емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Продолжуваме со нашите содржини што ги приготвивме за вас во оваа утринска емисија. Пред да ги прочитаме капки на мудрост, една кратка приказна за нашите деца. Кој е вистинското богатство во животот? Еден ден, еден богат татко решил да го прошета својот син по државата. Сакал да му покаже на синот колку бедни луѓе има и како живеат тие, за да почне да ги цени работите синот кој ги има дома. Тие го поминале денот во селска куќа на едно сиромашно семејство. И сега, кога сето тоа го виделе, таткото и синот прошетале многу куќи, многу нешта виделе, се качиле во колата и се враќале насад. На патот кон дома, таткото го запрашал синот. Сине, види ли колку се сиромашни луѓето по селата? Гледаш ли децата на твоја возраст со што си играат? Што научи, сине? А момчето, малку подзамислено, му одговорило. Тато, ние имаме едно куче,
a ti imat 4. Ni imame bazent, a ti imat reka. Ni imame sijalici vo nokta koji ni sveta doma, a ti eg imat zvezdite. Nije kupuvame hrana, a ti je kinat je berat hranata od zemjata. Nije sme zagradeni sogradi i zidovi da ne štitat od neprijatelite, a tije se prijatelji susite. Ne imame skapi knjigi, tije imat samo Biblijata. Tije se mnogo posrekni tato od nas. Deteto potova zamolčilo nekoliko sekundi i mu reklo na tatka si. Tato, ti blagodaram što mi pokaže koliko sme nije bedni. Eve, dragi deca, počtovni gledači, od ova kratka prikazna može da izvlečeme na vistina korisni pouki site nije. Ponekож nije mislime deka nekoj od nas se posiromašni, a nije go imamo na najdobroto. Međutim, Eve, ova dete se sporedilo, su njegovite vrsnjaci, su njegovite dečine drugari od celske sredini, kaj što na vistina tije živjela je jedna druga sloboda. Dete to imalo sve, bilo sin bogateš, međutim, to ne mu pričinovalo zadovoljstvo. To je koga ga ocenilo rabotite, shvatilo deka ti je tamo vo selskite sredini živjat pobovo, zato što nesograničen imat sloboda, radosni se i srekni se, pa makar go nemali ona što ete decata go imat vo gradskite sredini. Porakata je da bideme zadovoljni s ona što go imame i da go cenime. Eve i nekoliko kapki na mudrosta što sakam da gi spodelam ovo utro, počitovani gledači. Dobro vospitanio čovjek je onoj koji zna da go podnese onoj koji to ne je. Milostivata molba go omeknova i najtvrdoto srce. I najgolemite talenti se gubat vo neurednosta. Ne se site budni koji imat otvoreni oči. Zvučnicite go pojačuvat glasot, no ne i argumentite. Ono što zakon od gozolova često go zabranova. Ne se žali što si ostarel, mnogumina ja nemale ta prednost. Osmeho te ist nasite jazici. Rakata koja podarila cveke i samata mirisa. Starata zabloda je sekogaš popularna od novata vistina. Ako sakaš da stekneš neprijatelji, kažim deka ne se vo pravo. Pravi dobro i nadevaj se na dobro. Oženi se na brzina i ke se kaješ, kako što rekao narodot, na mir. Evo to bija nekoliko te kapke na mudrosta za ovo utro, počtovni gledač. Međutim, sakam sega da odvojim ušte nekoliko minuti za blagodarnost. Vi se sekjavate, včera što ja sledevte našta programa, jaz vi pročita 6 pričini zašto da bideme blagodarni na Gospoda. Vi vetiv deka deneska, ki vi pročitam ušte 6. Imam vkupno 12 pričini zašto nije kako luge treba da blagodarime. Evo je 7. misla za blagodarnosta. Blagodarnosta ja prodlabočova verat. Vodenje to evidencija za Božeta vernost vo minatoto ja zajaknova verata koga ke se sočime so novi teškoti. Brojnite zapisi na blagodarnost se svedoštva deka vo najteškite denovi i vo najlošite okolnosti Božjeto dosije za vernost se 100%. Zato Bog mu zapovedal na Izrael da se sekjava na njegovite golimi dela. Blagodarete mu na Gospoda zašto je blag, večna njegovata milost. Psalam 136, prvi od stih. 8. Blagodarnosta ne ispolnova so radost. Izlevanje to na blagodarnost je radost. Svakanje to na izobilnata Božja dobrina duri vo teški momenti je porta za radosta. Psalam 126 zborova za to koliko jasno dodeka evrejskete izgnanici apele svojeta blagodarnost na Boga što gi vratil vo Izrael. I сега citat od Psalam 126. Koga Gospod gi vrakjaše sionskete zarobenici, ni beše kako da sunuvame, ustata ni beše polna so smejenje, a jazik od sopenje. Togaš među narodite se zboruvaše, Gospod napravi golimi dela za nas. Gospod ni napravi golimi dela, pak sme radosni.
Девето, благодарноста им се спротивставува на сатанските лаги. Сатаната е толку лукав. Тој шепоти дека Бог не е добар, дека ни го задржува доброто, но неговата замисла е стара колку Едемската градина, каде што ја искушувал Ева. Змијата беше полукав од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Сега овде имаме цел цитат од прва книга Мојсеева, 3 глава, од 1 до 3 стих. Во градината која била совршена и изобилувала со секакви плодови, каде секоја растение освен едно им било дадено на Адам и Ева, сатаната се фокусирал на недостаток. Вистинската благодарност за Бога, изобилството што тој го дава, не штити од подклекнување на непријателските лаги. И затоа Давид вели во 84 псалом во 11 стих: Господ Бог е сонце и штит, тој дава благодат и слава. Не му ускратува Господ добра на оние што одат во невиност. 10. Благодарноста штити од завист. Зависта не тера да го сакаме она што го има некој друг. Мислам го заслужуваме тоа. Благодарноста прави да сватиме дека Бог ни дал многу повеќе отколку што заслужуваме. Бидејќи има доволно за секого, можеме да бодриме наместо да споредуваме. Срцето кое е целосно благодарно нема простор за завист. И Давид вели во 37 псалом: сета радост нека ти биде во Господ и тој ќе ти даде што ќе посака срцето твое. 11. Благодарноста ни помага да живееме во сегашноста. Каде да сте, бидете целосно тамо, рекол Джим Елиот. Но честопати тоа е тешко да се направи кога сме оптоварени со грижата и забрзаноста на животот. Благодарноста помага. Благодарноста ни ги отвара очите за едноставната убавина на обичните денови. Таа ни возможува да го видиме овој ден и овој момент како дари, да го искористиме изобилство токму сега. И 12. Благодарноста е сведоштво. Кога отворено му благодариме на Бога и признаваме што направил за нас, му објавуваме на светот дека веруваме во таков Бог кој се грижи за нас. Покажуваме дека задоволството и мирот не доаѓаат од она што го имаме, туку од оној кој го познаваме. И текст од Псалом 105:1. Славете го Господа, повикувајте го неговото име, разгласувајте ги меѓу народите делата негови. Еве, што ни гледачи, прочитавме 12 причини вчера и денеска зошто треба ние да бидеме благодарни на Господа. Има повеќе секако од овие 12 точки. Вие може да составите уште толку, уште 12, уште 24, бидејќи секој од нас има причина да му благодари на Господа и за овој ден кој те Господ ни го подарува во неговата милост. Продолжуваме понатаму со една убава христијанска песна. Сакај го секој, подај му рака и помогни. Сакај го секој, биди му надеж во секој миг. Со љубов, со љубов, со љубов кон другите, со љубов, со љубов, со љубов кон другите. Сакај го Исус, подај ти рака, утеши некој, насмевни се, со љубов, со љубов, со љубов кон другите. После ова убава детска песна, еве неповторно во студио, почитувани гледачи, да ја проследиме следнава рубрика, утринскиот стих за денеска, кој го наоѓаме во првото послание до Солуњаните, 4 глава, 7 стих.
Именно Бог не призва на нечистота, туку на осветување. Животот е дар од Бога. Телото сме го добиле за да го потребиме во служба на Бога и тој сака да се грижиме за него и да го цениме. Сите имаме како телесни, така и ментални способности. Нашите склоности и чувства имаат свое седиште во телото и ние заради тоа не смееме да правиме ништо со што би го расипале богатството кое ни е доверено. Телото мораме да го одржуваме во најдобра можна физичка состојба и под најдуховните влијанија, за да би можеле на најдобар начин да ги искористиме сите своји способности. Нашето тело му припаѓа на Бога. Тој е платил цената на откупувањето како за телото, така и за душата. Бог е голем чувар на човечкиот организам. Додека се грижиме за своето тело, ние мора да соработуваме со него. Љубовта кон Бога е неопходна за живот и за здравје. За да имаме совршено здравје, нашето срце мора да биде полно со надеж, љубов и радост. Мораме строго да внимаваме да не им попуштаме на страстите. Кога на страстите ќе им дозволиме да излезат од контрола, нашите способности на запазување и примање на влијанија биваат злопотребени, ужасно злопотребувани. Кога им попуштаме на страстите, крвта наместо да кружи ни сите делови на телото и на тој начин да го товари срцето и да ги разбистри мислите, почнува со несоодветни количини да се насобира во внатрешните органи, така што како последица се појавуваат болести. Човекот не може да биде здрав се додека не го препознае и не го отстрани злото. А кој се соединува со Господа, кој се поврзал со Христа преку заветот на благодата, еден ден, еден дух е со него, бегајте од блудство. Немојте да се предомислувате ниту за миг. Сатаната би се радувал кога би видел дека искушенијата ве надвладуваат. Немојте да се подпирате со својата ослабена совест. Немојте себе си да си го дозволите ниту првиот чекор на патот кон престапот. Кога сите кои себе си се сметат за мудри, кои мислат дека се способни со собствена сила да ги извршуваат сите животни должности, би го следеле примерот на Јосифа. Со мудриот човек никогаш нема да владеат, ниту со него ќе управуваат неговите желби и страсти, туку тој ќе управува со желбите и страстите. Настојувајќи да ги подготви умот и телото за правилно извршување на животните должности, тој ќе му се приближи на Бога. Сатаната уништува, а Христос обновува. Ете, тоа беше нашава утринска порака или утринскиот стих кој го најдовме денеска во првото послание до Солуњаните, 4 глава, 7 стих. Имено Бог не призва на нечистота, туку на осветување. Навистина, нашиот живот или нашето тело е дар од Бога и треба да го чуваме, да внимаваме што влегува во нас и што излегува од нашите уста. Телото сме го добиле, како овде што пишува, за да го потребиме на служба на Бога и тој сака да се грижиме за него и да го цениме. Сите имаме како телесни, така и ментални способности. Некои велат, јас сум господар на твоето тело, имам слободна воља, ќе правам што сака. Да, апостол Павле вели, се ми е слободно, но не е се од корист, од полза. Така да, еден ден ќе одговараме и за нашето тело. Иако ово тело еден ден ќе се распадне, човекот умира и се распаѓа, па и да не умреме, кога Исус ќе дојде, ова тело ќе се обнови, ќе добиеме нови тела, млади тела, но како е да е, овој живот што Господ ни го одредил и ни го дал, треба да го живееме онака како што Господ сака и според овие правила што Библијата ги опишува. Телото мораме да го одржуваме во најдобра можна физичка состојба и под најдуховните влијанија, за да би можеле на најдобар начин да ги искористиме сите своји способности во прослава на Господа. Библијата вели, прославите го Господа во вашите тела. Ете, нека и овој ден навистина да покушаме и да успееме да го прославиме Господа преку нашите животи, што Господ ни ги подарил. Продолжуваме со песна, почитувани гледачи. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата,
Имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Што тука видовме рекламата, почитувани гледачи, за нашата дописна библиска школа, така да сите вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ви прилика. На вашите компјутери, само во Google, напишете biblijatasborova.mk и ќе ви се отвори таа веб страница, како што можете да ја видите и ќе ги прочитате основните информации како да се зачлените во дописната библиска школа и како да ја проучувате. Ако имате потреба од Библија, од Сето писмо, ние ви нудиме бесплатен примерок на македонски јазик. Имаме и детски библии, така да за млади, Сето писмо од Новиот Завет. Ако имате потреба, пишете ни, а ние ќе ви спратиме, еве имате овде адресата, така да ќе можете да ја набавите. Пред да одиме на следнава рубрика за библиските личности, би сакал уште една интересна порака да упатам за убавината на камењата. Вчера зборувавме за камењата викаат, за она госпоѓа која била во тежок проблем, дури завршила во затвор, била, се другирала и фатила лошо друштво, на крајот како се обратила и била добар уметник, пишувала на каменчење и библиски текстови ги испраќала до своји пријатели и ги продавала и на тој начин помагала на други луѓе. Еве да проследиме едно кратко размислување убавината на камењата. Сместен крај карпестите планини се наоѓа еден скромен дом исполнет со необично богатство. Добро одгледуваниот градинарски пат, порабен со одбрани цвеќиња, не доведе до една просторија со рајска убавина, навистина бевме восхитени. Господинот Рос имаше хоби да собира и проучува различни камења, минерали и бесценити камења. Кога бил помлад, патувал низ светот и одржувал илустративни предавања. Од него научивме дека трите главни видови камења се направени главно само од 8 елементи. Демонстрирајќи ни објаснуваше дека составот на камењата содржат многу минерали, ни покаже едно парче гранит кое во себе содржеше 5 вида минерали. Ги споредивме со посебен примерок од секој тип. Во земјата се наоѓаат околу 2000 различни минерали, но само 100 се познати. Повеќето од нив можат потешко да се најдат отколку златото. Ке ви се допаднат овие камења, речи, покаже кон грдите груби камења. Ги пресеков на половина со диамантска пила, која ги раздвои деловите, нам здивот ни запре. Веден од камењата имаше вистинска изложба од кварцни кристали. Во другиот беше бесценетиот камен охат со разнобојни прстени. Во другите камења имаше разновидни облици и бои кои може да представуваат пейзажи од планини, долини, океани или дрвја крај патот. Кога би избрале камења, сигурно не би ги избрале овие геодетски камења. Би гледала на надворешниот изглед, но господинот Рос ја открил нивната внатрешна убавина, за разлика од мене која однадвор можев да видам само грубост и грдост. Кога Исус гледа во твоето срце, дали тој наоѓа во тебе прекрасно, бесценето богатство, вера, љубов, добрина, пожртвованост или само љубомора, завист, себичност, клевети, суета, нечестност, нелюбезност. Девојки, жени, дали сте украсени однатре? Дали сте исполнети со убавината на љубезноста, со подготвеност да помогнете, со милност, почит, честност и љубов? Што Исус
gleda vo vas. Što Isus gleda vo nas, počtovani gledači? Nije kamenjati ki gledame grubi od nadvor, neprivlečni. Novoj čovjek, gledal vo vnatrešnosti na kamenjate, gi sečel i kako što ovdje pročitavme kakvi prekrasni gletke, odnosno kakov opis, kakvi pejsaži možele da se vidat vo vnatrešnosti na kamenjat. Neka navistina i deneska nije bideme one dobri kamenja, so dobri poraki koji ki gi upatime do lugito koji se okolo nas. Deneska bi sakal da spomnem za jedan prorok, a to je prorok od Samuilo. Biblията zborova mnogo za prorok Samuilo, to je napišel 2 interesni knjigi, živel, znači, možda kažeme, 1100 godini pred Hrista, jedan od najsilnite starozavjetni proroci, znači se javava među one najranite prvite proroci i posleden od sudijite. To je napišao, kako što spomnav, 2 knjigi. Bil roden vo mesto Ramat ili Arimatea. Njegovata majka Hana ili Ana dolgo vreme nemala porod i zato go molila Boga da ih dade dete, bebe, a to je poslušal, nizinata molitva bila uslišena i na 3-godišnja возраст majka mu go posvetila Samuila na Boga, така što to je živjel vo Siloam, kraj kovčegot na zavedot. Samuilo bil poslednji od redot na sudijite vo Izrael, to je go pomazal prvi od izraelski car, to je bil Saul, a potom i caro Davida. Samuilo bil mnogo omilen, ka jevrejite go sakali i go počituvale, така što koga той počinil, koga umrel, Izraelcite dolgo je oplakuvale njegovata smrt. I сега ovdje može da čitate vo prvata knjiga na Samuilovo, prvata glava, kako to je došao na svijet. Ana, njegovata majka, go izmolila, bideki bila nerotkinja, nemala dece, no ta se molila, odjela sekoj den vo hramot i znajme vo jedna prilika prorokot Ilija, koga je vidjel kako ta se moli, to i pomislil deka Ana je pijana i nešto povtorova gi mrdala svojite usni. Međutim, ta od sve srce mu barala na Gospoda blagoslov za da ima porod. I evo što pišu ovdje. I se zavetova vaka Gospodina dvojinstva, tako pogledneš na nevoljata na svojta sluginka i si spomniš za mene i ne zaboraviš svojta sluginka, te i dadeš na svojta sluginka maško dete, jaske mogo podaram na Gospoda za site njegovi denovi na njegovi od život i brič nema da pomine preko njegovata glava. Znači ga odvojila kako Nazirej. A Nazirejti bile posebni luge koji bile posvetili na Gospoda i tije nija strižele svoje kose. I taka ta se moleše dolgo pred Gospoda, a Ilija gi nabljuduvaše nizinite usni. Ana zboruvaše vo srceto samo so gi podmrnuvaše nizinite usni, a glasot ne se slušaše. Zato Ilija pomisli deka je pijana. Ili reče, do kojak je bideš pijana, otrezli se od vinoto što evo tebe. No Ana odgovori i reče, ne sum pijana, gospodaru, tuku sum golema nesreknica, ne sum pila ni vino, ni opojem pijelog, tuku je izlivam svojeta duša pred Gospoda. Toga Šilije odgovori vaka, odisi so mir, a izrlivi od Bog neka ti je ispolni molitvata so koja go moleše. A ta reče, neka tvojata sluginka najde milost vo tvojite oči i ženata se otjede po svoj otpad jadeše i lice ti ne i beše veke tažno kako porano. I сега ako čitate ovdje ponatamo, ki vidite deka Bog je blagoslovува. Ta go rađa Samuilo. Jednostavno izmolen bil Samuilo od Gospoda i go posvetova ovdje vo hramot i na 3-godišnja возраст go ostava vo hramot tuka da se obučava, da služi, da Ilija mu bide učitelj, duhoven učitelj i Samuilo ki bide jedan od najsilnijih proroci na vistina u Izrael vo to vreme. Toliko za ova biblijska ličnost, kako što rekovme, Samuilo, jedan od golemite Božji proroci, živel vo vremeto na sudijite, bil posleden od sudijite, no i toj koji go pomazal za car, prvi od izraelski car, to je bil Saul, a podocna poslije Saul doađa i David. Odem je сега повторно со песна и ки се вратиме да ги проследиме и последните 2 рубрики.
sanjati sve. Želim srcem svim imam bi krila, golema bila i vječno biti s njim. I vječno biti s njim. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата емисија. Поздрав до гледачите кои се надвор од Македонија, ги имаме и во Србија, во Словенија, Германија, Холандија, Бугарија, Украина, може би некои земји ќе промашам, но како е да е, сите вие сте поздравени од нас овде од Македонија, од студиото на Радио Глас на надежда. Секако не следате наши гледачи преку океанските земји, како што е Австралија, Америка. Денеска во Кавадрици е сончев ден, топол, убав пролетен ден. Температурите ќе се качуваат, значи, и нагоре во следните денови, така да за викендот ќе имаме до 30, преку 30 степени. Кога зборуваме за Македонија, да ја запознаеме нашата земја, денеска ќе кажеме неколку зборови за македонска каменица. Имаме два града со придавката македонска, а тоа е македонска каменица и македонски брод. Македонска каменица е едно мало градче кое има некаде од прилика околу 5000 жители. Да, според пописот од 2002 година 5000 жители, така да 5140 заправо жители. Во пописот од минатата година може би таа бројка е променета, не е важно, важно е од прилика околу 5000 жители, едно мало симпатично градче. Јас сум имал прилика да поминувам, бидејќи кога одете во источниот дел на нашата земја, неминовно ќе поминете низ тој град кога одите за Делчево, Пехчево или Берово, се зависи од која страна возите. Еве неколку податоци за самиот град. Градот е, значи, во источниот дел на Република Македонија, се наоѓа во подножјето на Осоговските планини на нивната јужна падина. Познат е како рударски град. Најпознатиот македонски рудник за олово и цинк се наоѓа токму во македонска каменица и наречене Саса, затоа што тоа се наоѓа во непосредна близина на самата македонска каменица. Како град е прогласен во 2004 година, значи тогаш го добива статусот град, а пред тоа било како населба или поголемо село. Седиште на истоимената општина која зафаќа површина од 19.037 хектари. Вкупно население, значи самиот град и селата има некаде околу 8000 жители. Името Каменица потекнува од името на река, неговото значење е вода што тече во каменисто корито. Ете како го добива името Каменесто корито. Во минатото името на селото е документирано во еден запис од 1566 година како Камена река, од која потекнува и првиот познат македонски печатар Јаков, кој во 1566 година печати своја книга во Венеција. Ете, тогаш вегетирало и обстојувало како село, како што, ете, Камена река, сега е наречено Македонска каменица. Добро, во 1570 година во селото Каменица биле запишени 80 семејства и 59 неженителици. Еве има такви стари податоци, но сега тоа не е за нас многу важно. Важно е дека ова градче денеска е убаво, питомо градче за живење, може, значи, да наминете. Има нешто и турци, има роми, има власи, има срби, така да мултиетничко градче кај што имат добар соживот сите жители кои живеат на оваа
подрачје или во ова подрачје. Еве толку за македонска каменица. Кога е во прашање здравјето или совети за здравјето, еве денеска ќе ви поделам 5 причини зошто ориганото не е само за пица. Знаете, кога јадеме пица, има еден убав мирис кој се става на тестото и е привлечен и вкусен. Еве, ќе ви прочитам зошто ориганото не е само да се става како зачин во пицата, меѓутоа и во секојдневната исхрана. Ориганото е најпознато како неизбежен зачин на сите типови на пица. Сепак, неговата хранлива вредност оди многу подалеку од обичното ароматизирање на пиците. Овој зачин навистина го заслужува нашето внимание, а во продолжение еве ќе видиме и зошто. Ориганото е цветна билка од семејството на нането. Постојат над 40 варијанти, но за нас најпознатото оригано, кој воедно поседува и најдобар здравствен потенцијал, припаѓа на видот Origanium vulgare. Светската популарност ја стекнува заедно со пицата, но ориганото во минатото највеќе се користело во италијанската, турската и грчката кујна, кои се блиски и на нашата традиционална кујна. Затоа потекнува од топлите краишта на медитеранскиот регион, а во Америка, на пример, станува дури познат по Втората светска војна. Листовите на ориганото се употребуваат како свеж, сушен зачин, а од нив се екстрактира и етерично масло. Со векови ориганото е користено од традиционалната медицина за третирање на најразлични здравствени проблеми. Поседува специфичен, ароматичен, топол, на моменти нагорника вкус, значи малци и горчи, кој во значителна мера зависи од климата и составот на почвата во која се одгледува. Во последно време науката потврдува низа на бенефити за кои ориганото било користено во минатото. Иако најдобрите ефекти по здравјето се постигнуваат со користењето на маслото, сепак и чистата употреба на најобичниот сушен свеж зачин се одразува особено позитивно на нашиот организам. Еве некои хранливи вредности. Значи, во 6 грама оригано или околу 2 лажици содржи 2,6 грама растителни влакна, до 30% од дневните потреби од железо, 31% од витаминот К, витамин Е, витамин Б6, магнезиум, манган, калиум, калциум. Значи, сите тие минерали се наоѓаат во ориганото. Покрај ова, ориганото содржи нешто помали концентрации на други значени нутриенти, како витамин од Б групата, пред се фолна киселина, витамин А, бакар, цинк и така натаму. Зошто е важно што е можно повеќе да се употребува овој зачин? Навиките за редовна употреба на различни зачини се исклучително корисни, прво заради тоа што зачините имаат одличен хранлив состав и бројни корисни ефекти по здравјето кои произлегуваат од него. Поради својата одлична нутритивност и изворедност, овој зачин е супер зачин меѓу зачините. Антиоксидантите се одбранбениот механизам на телото од слободните радикали, штетни компоненти кои постојно се продуцираат како метаболитички отпад во телото и оксидативно ги оштетува и неговите различни клетки и ткива. Организмот има механизам самиот да продуцира одреден процент на потребни антиоксиданти, но сепак зависат и од она што ќе го ние внесиме. Затоа се смета овој зачин многу важен за да го потребуваме и да го користиме во нашата исхрана. Така да може да најдете на интернет многу интересни совети кога е во прашање овој зачин. Бројни компоненти од ориганото значително допринесуваат во успешно контролирање на диабетот. Едно истражување покажува дека екстрактот од ориганото помага во намалување на инсулинската резистентност. Регулирањето на гените поврзани со метаболизмот на масите и јагленохидратите помага токму ориганото. Еве толку за
Овој зачин кој го има на нашите пазари и може да се најде во свежа состојба или како сушен зачин. Одиме повторно со песна, потоа ќе се вратиме да ја проследиме и последната рубрика во нашата денешна емисија. Еве не повторно во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежта. Емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Дојдовме до последната рубрика за денеска, тоа е кога зборуваме за археологијата која потврдува Библијата или Свето писмо. Веќе неколку денови наназад ви пренесувам интересни факти за пронајдоци кои се пронајдени на дното на Црвеното море како доказ дека некогаш биле потопени силните фаронови војници и еве денеска повторно ќе ви спомнам неколку интересни информации. Токму такви тркала се пронајдени на овој подводен гребен каде што израелците го поминувале Црвеното море. Знаеме дека израелците поминале низ Црвеното море и кога последниот израелец поминал, тогаш веќе египетската војска влегли тие во морето,
odelе по суво, но Бог му рекол сврти се назад и удри со стапот и Мојсија тоа го направил и водата повторно се обединила и сите војници кои се нашле со своите кочи се утопиле, односно загинале во таласите на Црвеното море. Еве што вели понатаму текст. Исто така, на дното на Црвеното море, кај овој премин биле пронајдени и фосилни коски на фараоновите војници, кои се споредени со коските на неодамнешните умрени луѓе, а разликата е очигледна. Пронајдени се и фосилизирани черепи на коњи, како и други фосилизирани делови на скелети на коњи, кои што и припаѓале на војската на фараон. Пронајдени се и фосилизирани черепи на коњи, како и други фосилизирани делови на скелети на коњи, кои што токму му припаѓале на фараон. Треба да се каже тоа дека на овој подводен рад, каде што се пронајдени овие остатоци, подводни струи се мощни, силни, така што поголемиот дел од остатоците на фараоновата војска и нивната опрема најверојатно се однесени во поголемите длабочини на Арапскиот залив. За истражување на овие длабочини потребна е скапа опрема, како она за време на истражувањето на бродот Титаник, која во овој случај археолозите ја немаат. Но и овие пронајдоци се доволни за да ја потврдат автентичноста на библискиот извештај за преминувањето на израелците преку Црвеното море. Но тоа не е се. На брегот на Црвеното море, на полуостровот Новиба, отаде што тргнали израелците да го минат Црвеното море, се наоѓа голем камен столб висок 4,7 метри, со пречник од 90 сантиметри и тежок 11,5 тони. Како изгледа тој столб? Што е, од каде тој столб? Ќе прочитаме во утрешната емисија. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Ви благодарам на вашето внимание. Сите вие кои можеби не сте имали прилика да ја следите денешната емисија, ќе можете да ја следите и во другите делови на денот, бидејќи ова емисија се снима, се става на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Може да ја споделите ова емисија со ваши пријатели и роднини. А на сите вас кои денеска прославувате роден ден, знам дека ги има и такви, и посакуваме секој добро од Господа, убаво здравје, добро здравје, бидете расположени и срекни, денеска е вашиот ден. А на сите вас, почитувани гледачи, ви посакувам убав ден, ви закажувам нова средба, утре, ако Бог даде живот и здравје на исто место, во исто време, во 8 часот и 30 минути. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.